Е сосема неприфатливо после 5 години да кажам константно убедување дека ги поставуваат филтрите, дека ќе ги постават филтрите, да излезат со еден NGO пристап, да не изборам не само со информациите, но со целиот аутфит, и мислам дека е многу неоригинално, да кажам и несериозно, од еден синдикат, да кажам исто така, и кој е инструментализиран, јас би кажала повеќе, од менеджментот на Југохром. Знаеме каков им беше пристапот, знаеме колку сериозно пристапија кон ова, знаеме колку се држаат за збор, така да нивните тврдења се сосема неосновани. Тврдењата, и податоците што ги даваше Екогерила се основани исто на база на официјалните податоци од Министерство за животна средина и просторно планирање, исто така и од Заводот, односно Институтот за јавно здравје. Ништо не е фингирано, ништо не е додавано, буквално се превземени податоците, ставени се во одредена матрица и представени на јавноста. Ние како NGO, односно како невладин сектор, треба да бидеме whistleblowers, во секој момент, и треба да им укажуваме на граѓаните, што не е во ред. Тоа цело време го правевме и ќе продолжиме тоа да го правиме. Од аспектот на податоците, ние можеме да седнеме и да ги споредиме податоците и да видиме на кој начин се представуваат. Сакам да додадам малце по-конкретно. Тетово беше еден од најзагадените градови во Европа. Во Македонија прв, втор, цело време со Скопје, тука се лактавме. И во одреден момент, која веќе од периодот од 2012 до 2015, која Југохром работеше со полна пара, се гледат вредностите на PM10 честички, колку беа на годишно ниво. Ние земавме просечни вредности на годишно ниво. Еве само да се надоврзам на тоа што го представија луѓето од синдикатот на Југохром, споредија Тетово и Кичево. Беше и добра споредбата. Намалувањето имаше во Тетово и во Кичево, од сите градови. Од чиста причина зашто Тетово го има Југохром, а Кичево го има Осломеј. Во одредени моменти има, да кажам, паузи, која работело, не работело, тие вредности се менуваат. Само за илустрација, Тетово како прв град по загаденост падна на 7-мо место, односно 8-мо место во Македонија, додека Кичево од трет падна на 10-то место. Во другите градови има многу малку измени. Направивме и таа компарација за да бидеме конзистентни до крај. Така да, сакам да додадам одговор на второто прашање, дека дефинитивно мора да го прифатат дека се загадувачи. Сакале или некеле, се најголеми загадувачи во тоа област. И треба да ги потсетам дека сами подпишало оперативниот план со владата, тоа уствари со Министерството пред неколку години, каде точно кажуваат колку тони прашина произведуваат дневно. Мислам дека тоа е самиот доказ дека дефинитивно тие прифаќаат дека се загадувачи, а со последните мерења, и со компарациите што ги правевме по години, излегуваат за жал дека се најголеми. Кои се следните чекори на Екогерила и што треба да преземат институциите по-конкретно? Како што спомнав, ние ќе продолжиме да бидеме whistleblowers. Дал се работи за Југохром, дал се работи за депонии, дал се работи за било што е илегално и што не е во рамките на законот. Ние мислиме и ќе инсистираме до крај да се почитува законот, да се почитуваат сите прописи, да се почитуваат конвенциите, се што е подпишано со Европска унија, пошто знаеме дека тоа е многу битен момент за влез во Европска унија. Мислиме дека е многу битно да останеме конзистентни и оригинални на нашата цел. Нашата кауза е здрава животна средина, отчет и одговорност на локалните и централната власт, како во аспект на екологија, односно животната средина, така и за другите аспекти, пошто гледаме дека тоа е комплексно и се е поврзано. Мислам дека нашата улога е многу битна.
ние сме волонтери во нашата работа, значи вистински веруваме во тоа. Мислам дека докажавме дека сме автентични и мислам дека најголемиот успех ни е подигање на свеста и менување на секојдневните теми, значи во теми кои се од, да кажам, интерес на граѓаните, значи и на едно здраво и отворено општество. Дали и каква поддршка ви е потребна од јавноста, кога веќе ја спомнавте, од медиумите, меѓутоа и од другите граѓански организации кои што се занимаваат со овие прашања, меѓутоа и со други прашања? Сакам да потенцирам дека би требало да се биде поотворен, значи, во истражувањето. Истражувачко новинарство е многу битно во овој аспект и мислиме дека hot spots, значи како што е Југорам или hot topics, би требало да се истражат, значи да се види, значи зошто бекграундот е тој, односно зошто се случуваат овие работи што се случуваат. И мислам дека е многу битно од тој аспект, значи да ги држиме, да кажам, под некој аларм, значи и другите организации и граѓаните, дека не е се во рацете на владата, значи која ние ја одбравме. Ние треба, значи, во многу чекори да навлеземе, односно да алармираме ако некои работи не се во ред. Нашата улога беше, значи, да ги информираме, односно да ја подигнеме свеста на луѓето, да знаат за што се работи, да бидат информирани до ниво за да можат и да реагираат, пошто реагирањето на општествениот сектор и невладиниот сектор, значи кој фактички би требало да е двигател, односно генератор на сите тие работи, би требало да е во една кохезија, значи би требало да се дополнуваат и надополнуваат. Така да мислам дека тој аспект би сакала уште да ги спомнам и институциите, пошто ме прашавте и за тоа. Мислам дека е многу битно институциите да се држат до законот и законските регулативи. Мислам дека ништо повеќе од тоа не би требало да направат. Би требало, значи, потполно да ги исполнуваат, да исполнуваат законската рамка и да го почитуваат уставот. Мислам дека тоа би било доволно. Мислам дека во Македонија имаме многу добри закони, но имплементирањето на истите е катастрофално. Искрено, пошто нас не гледат само како критичари на некои работи, морам да кажам дека е подобрена. Значи, можеби со жестината на нашите акции, односно на нашиот ангажман и познавање на тој светот на медиумите и знаеме колкав импакт всушност имаат, поготово електронските медиуми, мислам дека е во последно време подобрено е известувањето и информирањето на јавноста и мислам дека тие играат многу важна улога за подигање на свеста, пошто без медиуми, верувате, ние не би биле тука каде што сме.